да почнеме. Господе Боже, фала ти Боже што си ми дал привилегија, Господе, прво да говорам овде, Боже, да пренесам Твојот збор, Боже. Господе, ти благодарам што можам ова да го правам, Господе, што си ми го дал како дар. Ти благодарам, Господе, за нашава црква, Боже, за секој еден овде, Боже. И сега те молам, Господе, те молам за нашава црква, Господе. Ова денеска што ќе проповедам, Господе, нека стигне длабоко во срцата, Господе. Да се направи една ретроспектива, секој еден од нас, да видиме каде стоиме, што сме, што ни фали, Господе, да стигнеме до тронот на милоста, каде што ќе најдеме милост, Господе, каде што ќе најдеме сила, каде што ќе најдеме се она што овој свет не може да ни го даде, Господе. А нас ни треба, имаме таа дупка, Господе. Те молам, Господе, уште еднаш за секој еден во оваа просторија, Господе. Да ова стварно биде таква плодна порака, Господе, што ќе донесе промена, Господе, и што после таа промена, Господе, ќе можеме да ги направиме сите оние работи за Тебе, Господе, што си ни ги оставил, Боже, сите тие добри дела може да ги направиме. Те молам, Господе, и за оние што не се тука денеска, Господе, каде и да се, Боже, те молам, спушти ја раката, заштити ги, биди со нив, Господе, гледаме што се случува по светот, Господе, и само Твоја заштита може да не избави, да не зачува, Господе. Но сепак, Боже, сепак, што и да се случи, Господе, ние сега како црква ќе кажеме едногласно, нека биде волјата Твоја. Амен. Амен. Пошто сите се брзаме, нели дома, бидеме, ја ќе бидам брз и затоа ги дам полека. Што викаат, кога се брзаш, оди полека. Проповедта ми е црква, објект, навика или огниште. Ќе видиме тие три слики и ќе видиме три луѓе кои се наоѓаат во овие три слики. Тоа, според ова сега го зборам од лично искуство, зашто јас овој пат го поминам. Црквата за мене беше објект и не престана огниште. Работата е што го кажам од лично искуство, зашто сум го поминал тој пат, но тоа не значи дека сите поминуваат. Мислам по моје мислење дека го поминуваат доста христијани истиот пат. И сега, главниот текст не е во Евангелието според Лука, 8 глава, 19 до 21 стих. И вика, а при него дојдоа мајка му и браќа му, но не можеа да стигнат до него поради народот. И му јавија нему, мајката и браќата твои стојат надвор и сакаа да те видат. А тој им одговори и рече, мајката моја и браќата мои се оние што го слушаат Словото Божие и го исполнуваат. Постојат во моменти во животот кога, колку и да сме, нели, со Христос, сепак постојат некојаш кога се прашуваш, може би дали е вистина, дали вечер ако нешто се деси, јас ќе се разбудам до него, дали воопшто знам разлика, дали сум близко или далеко од него. И сега, тој пат ќе поминеме заедно и ќе направиме сите, и јас нормално, една ретроспектива да видиме каде се наоѓаме на тој пат. Зашто може би нешто не е баш што мислиме дека. И сега што е интересно, оваа случка во Матеј, во Лука, го има во сите три евангелија. Само е различно. И разликата доаѓа тоа што Матеј ја пишува за јудео-христијанската заедница. И гледате сега како се разликува. Матеј пишува, зашто која исполнува волјата на мојот Отец Небесен, тој ми е брат и сестра и мајка. Знаеме израелците, ред, правила, закон. Значи, одма имаме, која исполнува волјата се блиски се со изразот Отец, тој ми е брат и сестра. Марко пишува за, сега не е точно историски прецизно, многу веруваат дека пишува за римската цивилизација, за римјаните, а римјаните се војници, луѓе од акција. За нив пишува која исполнува Божјата волја, тој ми е брат и сестра и мајка. Одсечно, так, зашто римјанинот слуша и извршува. Е сега, Лука, пошто он е грк, доктор, Евангелието го има напишано на високо ниво на грчкиот јазик, он пишува за нас боканци. Какви сме ние боканци? Знаеме, така? Тврдоглави и наетчиви. Ако сакаш боканец да го натераш нешто да направи, не може само клима на се занамало, се мрзни. Кажи му дека е забрането, или дека не сме, онма ќе направи. И затоа Лука го знае менталитетот на луѓето. Ние сме такви луѓе, сакаме пред да направиме нешто. Пред да сконтаме тоа, зашто ти мене пријател ми кажеш да го направам тоа? Не може да ми кажеш прави го тоа, нема да го правам, дека не видам причина позади тоа и таа причина да резонира во мојата глава. И затоа вика Лука, не вика вика оние што го слуша и го исполнува.
Значи, ние треба да слушнеме причина, зашто, па после да делуваме и да исполнуваме Божјата воља. Ние сме такви луѓе, Балканци, гориме онака, јужњаци, сакаме да помирисаме, чекај секунда тоа што ми го збориш, дали резонира, дали е вистина. Не можем ја така одма, бам, не сум војник, не ни сакам. И сега, дали сме надвор, внатре, така ги деламе овие. Надвор, внатре и дома. Се овие трите слики. Ќе видиме сега, низ овие три слики, низ оваа проповед. И сега, објект. Оние луѓе што доаѓаат тука и што ја гледаат црквата како објект, тие луѓе, за секоја слика има по едно име, за секој луѓе не се навредливи, зашто овие имиња се првенствено за мене, зашто јас го поминав тој пат, па после се за сите вас. Го нареков трагач. Значи, овие луѓе се на почетокот на своето патување со Бог, доаѓаат дали од љубопитност дошле, дали од мака, дали од потреба, битно е тука, битно се направи од пат. Физички се во салама, ама духовно се таму направи. Уште не влегле духовно. И сега, проблемот е што овие луѓе црквата ја доживуваат како уште една институција која треба да им пружи услуги, трансакционен однос. Доаѓаат тука, оние не знаат што ќе најдат, ама точно знаат што бараат. Дали исцеление, дали не знам, материјална корист, дали љубов, жена, не знам, причините се мал милион. Може да ви падне на памет. Сега, проблемот е што овие луѓе, мислам, не е проблем. Тие луѓе во еден момент ќе се пробијат, како што пише во писмото, не можеа да се пробијат од народот. Народот во оваа слика е светот надвор. Светот надвор те ограничува, те држи зграбчен, за ти да не дојдеш до Исус. Тоа му е единствената цел на злиот, што само тоа сака да го направи. И тоа му е, онака, го прави многу добро. Значи, ние треба да направиме нешто, семе, не знам што, нашите односи, да се видат дека е нешто различно од светот, за некој стварно да посака да го проба тоа, што ние го имаме во црква. И сега, ако тие луѓе или ќе влезат во црква, или ќе се отидат, ама додека да се отидат, ако више не влегле, тие ќе почнат да си прават услови. Они ќе станат центарот наместо Бог. Значи, јас ќе си обарам Бог по мои услови. Гледате што вика, доаѓа човек и му кажува на Исус, мајка ти и татко ти, мајка ти и браќата те викаат као да дојдеш, ако видиме сите евангелија, синоптички, да ги разгледаме целиот, вика, те викаат да дојдеш да разговараат со тебе. Исус вика, не, они нека дојдат. Значи, Исус едно што прави, вие треба да дојдете кај мене, и тоа надвор внатре има и други слики што можеме сега да ги разработиме, што гледаме дека во Матеј Исус е во куќа, кажува дека моето семејство не се тие дома, зашто дома е таму кај што сум јас, овие ми се семејство, значи вие сте семејството Исусово. Сите ние сме семејството на Исус, според ова што го кажува писмото. И во првата Петрова, мислам дека 2:5, вика, ај ќе прочитам уствари, вика, што сака Исус од овие луѓе? Вика, да дозволете од самите вас, како живи камења, да се изгради духовен дом, свето свештенство, за да му принесуваме духовни жртви, кои му се пријатни на Бога преку Исус Христос. Трагачот, Бог го бара тој трагач да го вгради тука, во овој духовен дом. Тој не е изгубен, само уште не е вграден. Значи, го молиме Бога таквите луѓе да ги вгради, да ги стави тука, да бидат дел од нашава заедница, дел од Божјата заедница. Не е тоа дека и сега, доколку меѓу вас има некој ваков трагач, ви кажал дека не сте сами во потрагата. Зашто Исус одамна искочи и не бара сите до еден. Тој прв ја пружи раката и не бара и сакаме да дојдеме до кај него. Таткото ги бара децата, копне е по децата, да му дојдат да го гушнат. А ние сме како бунтовни тинејџери, че ништо не слушаме. Трчаме, како ајде да не правам слики. И тука ќе завршиме за првата точка објект. Ќе влеземе во втората точка. Втората точка е навика. Сега, секоја, мислам дека одењето во црква е единствената добра навика која ако ја применуваш доволно долго, ќе видиш на крај дека била уствари лоша навика, не била добра. Зашто? Зашто ќе стигнеш пред него и он ќе ти рече, ти немаш однос со мене, ти имаше навика да одиш во црква. Добра навика е, ама ако не стане нешто друго, на крај сам ќе видиш дека е лоша навика. Значи, навиката ќе стане доаѓање во црква без срце. Овој човек го нарекол фикус.
или цвеќе. Тука е, учествува у се, само не расте. Стои во место. Знаете, може и да служи и се да прави, но нешто не е во ред. Он е најблиску до изворот, ама не пие. Знаете, на фикусот, како цвеќе, му треба три основни работи за да живее. Храна, вода, храна, топлина и светлина. И сега, он се храни од трошките. Ама не од трошките исто што ги фрла, не од трошките што другите во заедницата ги оставаат. Од светлината не се врти кон неа, а од оганот бега, зашто ќе го изгори. Ако не се предадеш на Исус и отидеш до тој оган, ќе ти изгори твоите гревови, а тоа боли. Боли таа метаноја. А Исус вика, јас сум лебот на живот. Значи, тоа е храната, јас сум светлина. А за овие луѓе сега ќе го отворам, знаете, овие луѓе се млаки. Значи, не се ладни, не се врели, млаки се. И во Откровението на Јован, во 3 глава, вика, овој го кажува Исус на црквата во Лаодикеја. Биле многу богати, се правеле, оделе во црква редовно, ама Исус нашол нешто дека не е во ред. И што им вика? Ги знам твоите дела, дека не си ни студен и ни врел. Окога би бил студен или врел, вака, бидејќи си млад и не си ниту врел, ниту студен, ќе те изблујам од мојата уста, вика Исус. Знаете ли колку му се тие луѓе млаки, не му се по волја. Ама не на нас, дај пробај нешто млако да пиеш. Пробај млако, не е убаво. Ама млакоста е проблем, што кога е млако, комфорно ние си заспиваме, тука сме си, супер ни е нас. Ама Исус бара нешто повеќе. И сега, ако оваа реченица беше онака многу, Бог не осудува. Бог секогаш дава решение. Значи, со истиот здив што го кажува Бог ова, ќе те блуднам, со истиот здив, неколку стихови подоле, вика следно, и тоа е надежда. Во 19 стих, вика, јас ги укорувам и казнувам оние кои ги љубам. Значи, он не љуби. Затоа, биди ревностен и покај се. Прво и основно, покај се. Значи, ако си ти тука, тој на тоа место, каде што црквата ти е навика, он вика, мора да се покаеш, и вика, еве стојам на вратата и чукам. Он е тука, чука на вратата твоето срце. Чека да го отвориш, никогаш нема да влезе со сила. Бог не е насилник. Он чека нашата слободна волја да се искаже, да се манифестира и да го поканиме во нашето срце. И вика понатаму, ако некој го чуе мојот глас и отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него. И тој со мене. Значи, опасноста на фикусот е што мисли дека доаѓањето во црква е познавање на Исус. Близината со некое место го прави да мисли, да се лаже дека е во близина на Исус. Дека спасението доаѓа со одење во црква. Не доаѓа спасението со одење во црква. Значи, спасението доаѓа со познавање на Исус. А Исус не го познаш ако одиш само во црква. Бред Пит не го познаш ако одиш во кино и гледаш филмови. Не. И трета точка. Огниште. И постои трет тип на човек. Тој човек не го бара Исус. Тој кој ќе дојде во црквата, црквата за него е дом. Односно, црквата може да ја гледат и како објектот тука, и како ние сме црквата. Кога ќе дојам дома, тука овие луѓе ми се мене моите. И сега ние по Христос сме браќа и сестри на Господ. Ако во третата точка ја гледаме црквата како огниште, огништето е во македонскиот јазик е место нели кај што се грееле луѓето, како еден вид камин, ама во преносно значење или е синоним за татковото огниште. Значи ова е нашето татково огниште. А ја немам навика да одам дома, не одам дома по навика, одам дома зашто ми е дома. Дома ми е. И тоа е сликата на она Исус што го бара. Бара да дојдеме, да бидеме во однос со Него, да станеме една заедница каде што сите ќе се осеќаме како дома.
И ако видите во Prodigal Son, како е на македонски. Блудниот син. Блудниот син оди и прави што прави, се враќа. Како да кажам, домата не те чека пасивно. Домата кога ќе те види дека доаѓаш, ќе истрча надвор, ќе те пречека, кај си, не сум те видел, благај натре, да къснеме нешто. Зашто во посланието на Ефесијаните, од 9-та, во 2-та глава, 19 стих пишува, и така вие веќе не сте тугинци и придојдени, туку сте сограѓани на светите и домашни на Бога. Замислете, домашни сме на кого? На Бога. На кого? На таткото. Значи, ние сме дома кај таткото. Не сме веќе некои други. И така треба, мислам, Мора да го запознаеме Исус, ова све да стане вистина на нашето срце. Без да стане Исус, без познавањето на Исус, без тој момент, овие зборови, јас све што ги зборам, може да бидат онака, само празно зборење. Вратата која Исус ја отвара, е отворена за сите. Тоа мора да ми биде јасно. Нема тука совршени и несовршени. Таткото го бара секое свое дете без разлика колку глупости направило. Каде е, што е, да дојде и да му се приближи. Така и Бог не чека. И тогаш светиот, кога ќе си го побараш Исус, Светиот Дух ќе ти го посведочи Исус, а Исус ќе го подкаже таткото што никогаш никој не го видел. И тогаш ние стварно ќе имаме еден небесен татко, кој ни е еден заеднички татко и ќе собираме тука покрај неговото огниште, зашто тука ќе добиваме одмор, топлина, храна, све што ни е потребно и на нас за живот, основните работи. Односно, таа е една основна работа. Не мислиме дека основните работи се храна и вода. Не се тие храна и вода. Основната работа е познавањето на Исус Христос како твој личен спасител. Ништо друго не е битно. Не знам колку, мислам дека до крајот на животот ќе потенцирам ова, зашто јас тоа го имам лично осетено. Сум имал момент со Исус. Значи, моментот е битен. Моментот, тој момент вака, и се случува. После почиња метанојата, после почнува процесот. Но моментот е толку, здраво, јас сум Никола, здраво, јас сум Исус Христос, твојот Бог и твојот спасител. Мило ми е, му рекол. Мило ми е зашто дојдов дома. Не ми требаше некој да ми објаснува што е дома. Со срцето знае дека цел живот тука припаѓа. Само кој да знае, никој не дошол никој да ми каже, не дошол никој да ми објасни. Го барав духовно на сите страни и некојаш и добивав. Добивав у стилу лоши работи. Мисля дека се добри, зашто ние некојаш мислиме дека работите што се случуваат баш пред некој ден со некој зборев, со Мац, пријател еден што го познаваме заедно. Дечкото млад беше тогаш и почна да работи за некои странски фирми и направи многу пари онака. И ти во тој момент ќе речеш, гледај колку Бог го благослови, да дознаеш после 5 години дека дечкото све искоска. Значи, не го гледате благословот според тоа колку некој има или не мислете дека секогаш тоа што го имате го дава Бог. Бог никогаш нема да ти даде нешто ќе те уништи. Бог е умерен, Бог е татко, Бог не сака. Нема да направи никогаш нешто на твоја штета. И како што реков преска, до крајот на животот исто ќе го потенцирам, зашто прво, ова све што го зборам е тоа што имам некаква љубов за секој од вас. Може би неам да ве сакам како што се сакам самиот себе, одам натаму, ама ве сакам. Од 2021 година јас доаѓам од оваа црква. Знам сите и како може да неам љубов, како можам да доаѓам тука? И сакам да ви кажам, луѓе, сум го осетил, знам како е. Не зборам празно. Значи, вака ќе се смени. Нема да се смени, може би, животот на подобро, ама ти ќе имаш надеж, човеч. Знаеш каде ќе завршиш. Знаеш како? Онака, одиме со Бог, го познаваме Бог, знаеме колку е. И се жалиме. Еве, ја, например, баш тоа, Сабања рано го размислав. Боже, тешко е. И он дека, не се секирай, ќе биде уред. И онака, тебе те срцето пуна, зашто знаеш дека ќе биде уред. Боже, немам. Имаш. Што немаш? Имаш. Ми вика, не се секирай, ќе умрам. Ја викам, ќе умрам, а он вика, нема да умреш, како ќе умреш. А може да дое момент и да умреш. Може да дое момент на прогон, на нешто. Кога го познаеш Исус, ќе имаш таа надеж, што ќе речеш, Боже, умирам, готово, пиштол на глава, нож под грло. И тогаш ќе ти даде надеж. И при познавањето, кога ќе ти даде Бог надеж, ти ќе речеш,
Он ќе ти рече, добро, ќе умреш, ама ќе бидеш со мене. Веднаш потоа ќе бидеш со мене. Што ми е друго битно, луѓе? Што ми е битно како сум го поминал животот? Мислам, битно ми е, ама што е битно како си го поминал животот, ако вечноста ја поминеш без него? А без него вечноста не пишува во Библијата каде ќе ја помине. Значи, нема да престане, луѓе. Ве сакам вас, колку ве сакам, и ви го зборам ова. А знаете ли дека срцем ми се кине, што брат ми, родениот, неќе да ме послуша. Што мајка и татко и натина неќе да ме послушаат. Значи, колку нив ги сакам. Не века ми се поблиску, ама ги сакам, ги гледам почесто, ги гледам скоро секој ден. Брат ми, роден сум со него, поблизнаци сме биле, малце сме разлика, сме растели. И он се неќе да ме слушне. Зашто? Зашто е таков инат балкански. Значи, он православието, пости, све прави, а неќе да слушне. Дури такви инати сме, што кога ќе објавиш нешто на Facebook, да речеме, или било каде, човекот не ја прочитал, бе, 2 реда не прочитал Библија, ама има да ти каже толкав реферат ќе напише од инат. И инат сме. Мислам, тоа е и добро. Инат сме, да речеме, тој инат, како ќе фатам ја да речеме, да работам нешта, бе, има да го направам, па мајка Јана нека, што се вика, нема да се откажам никоме. Има да грабам, да јадам, да правам, и ќе го направам, и ќе биде направен. Ја. Ја више не знам кај сум поракала, ама тоа ми е битно, тоа сакам да го потенцирам. Зашто све ова другото беше некое учење. Џабе учење ако немаме допир со Христос. И како да потенцирам уште еднаш, не знам. Сакам ова, би го вербал цел ден ова. Ке седиме тука до вечер 12 и ке вербам сам, додека не од тука, не стигне тука. Зашто џабе е тука. Џабе е тука, луѓе. И знаете ли, не осудувам, може би сме утаква нека да знаеме Христос, но може би сме утаква сезона. Ајде да поминеме и таа сезона, повторно да му веруваме. Зашто кога ќе поминеме таа сезона, кога ќе се вратиме кон Бог, и црквата ќе може да искочи да прави својата мисија, правете ученици од сите народи. Вака нема да правиме ученици, вака ќе се заглавиме у црква и ќе се учиме еден ден, жив кој еден ден, јас еден ден, и кој еден ден, Саша ќе искочи, ние ќе се учиме, супер, а луѓето надвор ќе си пропаѓаат. Знаете колку ми беше жал за овие луѓе што се деси ова. И викам, еве да беа некој мој, ама да знам дека се во Христос. И викам, дали ќе ми беше жал? Ствар, толку. А нема да ми беше жал. Ми беше жал што нема да ги видам повторно тука на земја. Ама ќе бев радосен, зашто знам дека сега се со таткото, дека им е екстра. Ама утре не ни е загарантирано, вечер не ни е загарантирано. Сега да слушам нешто за брат ми, ја мислам дека ќе ме утепа. Ќе ме утепа, јас имам надеж до последна секунда дека еден ден ќе успеам, се молам за тоа дека ќе прими, барем малце да му влезе, барем малце да ме праша, брат, што е ова, ме праша еднаш за тројството, праша работи што мислам онака се многу далеко од него, ама и тоа е некој почеток. И имам надеж, се молам дека еден ден ќе ме праша, ќе разговараме, дека ќе го прифати Исус, дека ќе стане спасител. Многу е тешко, мислам да го гледаш брат ми. За татко ми не успеав да се видам. Најдов некои стихови, не беше баш теолошки, дека е спасен, ќе видиме. За мајка ми сум 100% сигурен дека е спасен. Реков ќе бидиме прси. Да не гинјавам понатаму. Поентата ми ја сватите. Заклучокот на ова цело. Би сакал сега, секој онака, да си постави едно прашање, каде е тој сега во моментов во однос на овие 3 работи. Ова прашање не може да ти го одговори ниту пасторот, ниту брат, сестра, не знам кој. Ова прашање е чисто лично, што само ти ќе си го одговориш. И сега вака. Спасението ни е загарантирано како ветување од Исус во писмото. А сигурноста во спасението може да дојде само од 2 личности. Едната личност е Светиот Дух кој ќе посведочи во тебе, а другата личност е самиот ти. Самиот ти може да се залажеш дека имаш однос со Христос, што
Луѓе, тоа е онака многу катастрофална ситуација и на тој ден Исус да ти каже не те познав. Не те познав. Замислете го која е увереност, зборев и прошлиот пат исто. Затоа секој од нас да се запраша. Да не сум се залаж. Може да се залажеш, писмото го кажува тоа. Не осудувам. Ви кажувам пак, го кажувам од љубов. Значи, тие луѓе, кои што гледаме, биле у црква, пророкувале, правеле, ама на крај Исус вика, не ве познав. Знаете, Господ дава благодат и на лошите и на добрите. Сонцето изгрева секој ден. Дождот паѓа. Значи, им дал некако благодат. Сигурно им дал благодат за да донесат некои други луѓе. И Бог до крајот, исто како што се надам, за брат ми се надева дека ќе се обратиме, дека ќе се покаеме и дека ќе почне да се случува таа метаноја, дека ќе го запознаеме и ќе се спасиме. Знаете што Бог е свемоќен и све знае. Кај него нема временска линија. Нема, времето не постои. Времето постои. Времето и материјата постојат од моментот кога Бог ги создава. Но јас, онака, ова не е теолошки, воопшто го нема во Библијата. Ама јас си мислам, Бог се откажал да знае. Бог се откажал да знае за некои работи, се испразнил. Она што вика кеноза, се испразнил, само за да го изненадим. Онака, колко татко да биде пријатно изненада. Тоа не ги намалува неговите муки, не ги прави уште поголеми. Ај ти откажи се од некој знаење, од нешто што го знаеш, ќе те копа до крај на живот. Значи, уште еднаш што сакам да потенцирам, зашто го кажувам ова? И зашто толку итно го кажувам? Затоа што луѓе, сега е 11:20 за 12. Нас не ни е загарантирано дека ќе бидеме на земја уште 5 минути. Не знаеме за 5 минути како ќе биде. Ако некој ова го сваќа сериозно, мислам дека не е ако некој. Секој што барем малку ја сваќа оваа работа сериозно, би сакал да си го испита срцето, да си го испита памет, да си го испита односот на Исус. Дали е тоа некој Исус што ние сме се го проектирале во глава? Затоа што без да го читаш ова, не можеш да го запознаеш карактерот на Бог и така сатаната може лесно да ти излоши. Зашто имам читано за луѓе што им се појавил Исус, биле свештеници прво на еден култ во New Age, па New Age се трансформирал во христијанство и тој човек го видел Исус, имал визии, одел евангелизирал. Гледате какви дарови имал човек, имал дар за зборење. И на крајот, кога дошол до вистинска црква, кога го видел Исус, да заклучи дека тоа било само негова проекција и дело на ѓавот. Зашто видите, ние не она се што гледаме од Господ и благослов од Господ. Колку и да се чини добро, тоа е едниот проблем. Ние не сме создадени да судиме што е добро и лошо, но тоа во друга прилика. И сега, стихот во Исаија, во неа сум го изгубил, вика, барајте го Господа, дека може да се најде. Повикувајте го, додека е близко. Значи, сака да каже, она што сака да каже. Контекстот, јас се го додам. Можеме да го сватиме овој стих. Барајте го Господа, дека може да се најде. Не знаеме за 2 минути што ќе се случи. За 2 минути не знаеме што ќе се случи. Значи, сега, моментот, преиспитај се, ако си некаде овде или овде, моли го Господа. Моли го да ти се објави, да дојде во твоето срце. Предади му се целост. И ќе видите што ќе се случи. Па ќе ми каже, чекам сведоштво, ако има некој да е таму. И благодарам многу на сите. Ќе се помолам за кратко да го слушам. Господе, фала ти што ми даде привилегија и сила, Господе, да проповедам денес. Цела проповед, Боже, ти гледаше како ми беше глава. Мислам дека мозокот ми се случи еден. Фала ти, Боже, што ми среди некако господска светла, Господи. Ти благодарам, Боже, што си толку верен, што си толку добар, Господи. Господи, научи ме на таа почит за Тебе, Господи.
Научи ме да ти веруваме, Господе. Господе, не ќе веќе да те молам за ништо денес. Не те молам, Господи, денес сакам да ти се благодарам, Господи. Се благодарам за се оно што го имам, Господи. Се благодарам прво за мојот дом, Господи, за мојот фрижидер што имам внатре нешто, Господи. Да ти се заблагодарам, Господи, за моите деца, Господи, за мојата жена. Господи, се заблагодарам за целава облека што си ми ја дал, Господи, за све што имам, Господи, од Тебе. Секој добар дар во мојот живот, Господи, дошол од Тебе. Ти благодарам, Господи, за овие луѓе, за ова моје семејство, Господи, што ме собрале тука, Господи, во Твојата куќа, како покрај огниште се грееме, Господи, од Тебе, го јадеме Твојот лек, Господи, ја пиеме таа вода, што никогаш нема да престане, што Ти ја даваш, Господи. Ти благодарам за тоа, Боже. Ти благодарам за секој еден човек од овде, Господи. Ти благодарам и за самата црква како објект, Господи, што можеме да се собираме тоа, Господи, само благослов од Тебе, Боже. Што не мора да бидеме надвор, Господи, кога врне, кога дуа, него си имаме клими и просторија убава. Фала Ти, Господи, што се грижиш за нас. Фала Ти, Господи, што си таков татко, Господи. Фала Ти што едноставно постоиш. Зашто без Тебе животот на земјата не би имал смисла, Господи, ако сме само таква случајна креација. Што ние веруваме, знаеме, не веруваме, убедени сме, знаеме, цврсто знаеме дека Ти си креаторот, Господи. Ти си, Исусе Христе, креаторот, преку зборот на таткото, односно преку Тебе сите сме создадени, Господи. Ти благодариме на тоа, Господи. Ајде да замолам, Господи, нека денов помине во најдобар ред, Господи. Искочиме, дај ни, Господи, радост, мир, дај ни го на есенцијалното што го потребуваме, Господи, не оние материјални работи. Дај ни ги денеска, Господи, оние работи што не се материјални, што ни исполнуваат душата, односно, Господи, дај ни сила, дај ни мудрост да Ти се приближиме до Тебе и ништо друго нема да излаш. Ништо. Ти благодарам, Господе, Ти благодарам наш небесен